кај Македонија. Тоа е голема замка. Затоа сакав и граѓаните вечерва, еве да ги слушаме, доколку е можно, апропо ова сето што вечерва ние говориме, го слушавме вице-премиерот, темата што ја насловивме, имаме ли национална стратегија за името или само партиски препукувања, и ова, дали сме да речам за секоја употреба, името што Грција го наметнува и го бара по секој. Видете, ова само уште една минута. Ова што го нудиме сега ние во стратегијата, многу горе-доле се познати овие работи во, да кажеме, правни работи во стручните кругови во Македонија. Дури овие, да кажеме, етапи некаде 98 година, 8 години по осамостувањето, беа така во јавност експлоатирани од еден наш македонец во Белград, Игор Јанев, мислам дека се вика. Но сега тука многу интересно, истражувајќи, пишувајќи таа стратегија, ние дојдовме до информација што тоа советодавно мислење на Меѓународниот суд на правда од 40 година го има во учебник на правниот факултет кој што се изучувал 85 година на правниот факултет во учебникот на Воин Димитриевич. Значи тоа било учебно помагало, ги има сите тие одлуки. А имајќи предвид фактот дека токму од правниот факултет не беа сите министри во македонската влада во тоа време, за мене е крајно фрапирачки да не ја знаат во тој момент, да не го знаат тоа советодавно мислење, бидејќи 93 година, ако го знаевме ние тој момент, ќе беше многу подруго, ќе можевме значи во Обединетите нации да го искористиме тој јад, тоа е многу јака дут. Незнаење или сакале по тепик да се стават? Може и незнаење, можеби и намерно не сакале, али јас гледајќи додов до тој ученик, гледам 85-та година се изучувал на правниот факултет и во него го има тоа мислење на Меѓународниот суд на правдата. Еве, јас би ја молил режијата, значи од сега, по наредните минути, ќе одиме со гласот на народот, да го слушаме народот, имајќи факт, еве, што нам ни се случува во овие изминати денови, часови, што нам ни престои во секој случај да ни се случи, но ако Македонија навистина има изградена стратегија, национално единство, што вели еден политичар, државна политика. Не разбрав што е пораката на државна политика или национална стратегија. Па на Македонија треба национална стратегија, Македонија треба кога ќе излезат надвор нашите политичари да зборуваат во еден глас. А не во како раштиман оркестар. Колку нам не чини и не чини тоа кога ќе одиме по Брисел или други работи, одиме да кукаме, да коленичиме, да плачеме, да кодошиме. Почечам кодошиме ми дава за право навистина ретка можност за и околу таа лустрација подзаборавена, што јас сегаш милам во оваа емисија, во овој проект на највисокото место да го дадам. Бидејќи навистина сакам да се имплементира лустрацијата. Не одиме у тема, меѓутоа во контекст на сето ова. Еве, имам прв соговорник, ја ќе ме молам само представете се и кој се јавува. Ало, добра вечер. Добра вечер, кој се јавува? Се јавува Киро. Повелете, господин Киро. Поздрав до емисијава и до гостинот. Благодариме. Околу оваа замка, Добро. Што се случува, на некој начин што и самите ние македонците сакаме да се наметниме со помош на оние антимакедонски структури што се низ Македонија, што еве почнува веќе на некој начин да отвора дебатите во окрите во ваму те таму, притисокот што си го вршиме сами, тоа е нешто невидено. Оваа замка, која сака и меѓународната заедница да ни е наметни, затоа што стално ни вика Македонија одма ќе појди напред. Македонија ќе направи ова, Македонија. Сето тоа е игра. Доколку ние влезиме во оваа замка, што сака да ни е наметна нас, а ние ја прифатиме, ние сами себе ќе се обесиме. Пример, Охридскиот договор, кој стана балон договор. А овој договор, на пример, оваа замка што ни се спрема, оваа пајажина што се плете околу Македонија, што побрзо гледа да не турнат нас во црната вдовица, да што побрзо, фактички со тоа на Македонија ќе и се удри конечно капакот на гробот, на сандакот кој е спремен од Европската Унија и порано кога Македонија ја поделија во балканските држави, во балканските војни, и сега нас не тера, еве, на некој начин направија да се делиме сами себе, од бугарофили, србофили, гркофили, сега се поделивме на СДСМовци и на ВМРО-вци. И најголемиот успех што го постигна меѓународната заедница и ние на некој начин што си го допринесовме е да викаме дека од нас ништо не бидува. Благодарам многу.
Еве да им дадеме простори на вашите колеги. Добро вечер, кој се јавува? Добро вечер. Добро вечер, погласно ме, молам. Извини, тука е Сулейман Ливарека, еден од Скопје. Повелете. Па го прашам овака за малку ја се разбирам политика, ја колку знаат овие политици, ја нешто знам. Ја мислам дека Македонија, Северна Македонија од Грција и од Србија ќе има проблем и затоа после и црвата ќе го менат. Другото, ја мислам дека Македонија треба да постои, а не, например, ја факултет имам, него сум го скинал, жена ми заврши факултет, работеше у гимназија, УНИЦЕФ работеше, сега не. Јас сум работел у Швајцарија, таму у Цири, со авион сум дошол 89-та и тука Кироглигов и Форчковски и Жуте ме носел у Бардовци и ја мислам дека ќе ми дојде дипломата, јас сум малку најголем критичар. Темата да се задржиме, ме молам. Со оглед дека вечерашната тема е интересна и сакам да го слушам вашиот став. Имаме ли национална стратегија за името или само партиски препукувања? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, кој се јавува? Се јавувам од Прилеп. Повелете. На линија е Марковски Миша. Поздрав до вас и за вашиот гостин. Благодариме. Ало? Повелете, не слушаме, повелете. Па, проблемот што веќе 20 години е, всушност не е од толку од грците, колку што е од самите нас. И трае толку долго благодарение наше, да речем, македонско. Мислам, не во целина како народ, туку од поединци. И единствено решение за ова е да се прекинат тие преговори. Мислам дека проблемот не е тоа ние како да се викаме. Разни дебатни емисии има, форуми и така натаму. Само ќе молам нешто. Да бидеме јасни, дали сте против НАТО и Европската унија? Бидејќи некои вадат од контекст дека овој народ македонски е против Европска унија и НАТО. Се согласите со мене дека воопшто македонскиот народ нема никаков скептицизам, ни евро, ни НАТО скептицизам. Да бевме НАТО скептици, не би ги отвориле портите кон нашиот јужен сосед да се изврши таа интервенција 99 или не би подпишале многу договори. Дали сте, еве вака, тој одговор да ми дадете, дали сте про или анти НАТО и Европска унија? Сите од 91 година, па наваму, сум бил настроен про НАТО и про европски. Меѓутоа, ако што одминуваат годините, расположението, конкретно за себе говорам, кон таа Европска унија и НАТО намалува и веќе скептик сум, затоа што таа иста Европа, Македонија има многу мака видена. А верувам дека, пак ти речам, не дај Боже, да не одбијат, да речем дека не може, сонцето повторно ќе огрее и ќе преживее македонскиот народ. А од друга страна, па, НАТО алијансата дава некои гаранции. Меѓутоа, има една работа, ако сите земји околу нас се во НАТО алијансата, тогаш кој би не нападнал нас? Кој би бил агресор? Така да, ние сме мирољубив народ и не посакуваме со никого проблеми да создаваме евентуално, не дај Боже, војни. Добро, благодарам многу.